Се задржуваме и понатаму на истата тема. Аз се надевам дека колешката Сузана Апостолова ни е веќе подготвена за незиното прво линковско јавување во денешното издание на Македонија на утро. Да, Сузе, веќе те гледаме, така што и вие останувате на тема Меѓународниот ден на поштата, меѓутоа ќе се фокусирате на поштенските марки и сите оние спомени кои што се лоцираат со тоа, па повелете со разговорот. Ти благодарам на најавата, Симона. Да, денеска разговараме на една навистина убава тема, филателија, која што представува едно од најпопуларните хобија во светот и всушност представува собирање и проучување на поштенските марки, а морам да истакнам дека поштенските марки пак всушност се амбасадор на земјата која што ги издава, затоа што многу говорат за културата на една земја. Токму за филателијата разговарам со мојот гостин утрово, господинот Игор Бансколиев, филателист. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Убава тема и морам да истакнам дека за еден филателист, односно колекционер на поштенски марки, секоја марка, односно колекција има своја приказна. Колку време собирате поштенски марки? Што значи за вас филателијата? Многу драгоцено хоби. Иначе собирам 35 години поштенски марки. Денеска во дигиталната ера, мислејќи дека кога доаѓајќи на оваа дигитална ера, дека поштенските марки ќе изумрат, а напротив, тие стануваат се побарани и многу полесно се доаѓа до нив. Морам да кажам од она што го разговаравме претходно, вие собирате марки кои немаат печат, всушност станува збор за нови марки специјално купени за колекционирање. Точно, да. Во филателиските друштва се купуваат секоја земја кога ќе испечати марки, ја дава и серијата и таа има вредност како поштенска марка. Иначе марката со печат е поништена марка, и таа се собира, ама малце поаматерски. Дали може би знаете колку вкупно на број марки имате во вашите албуми, во вашите колекции, од кои се земји? Најверојатно станува збор за многу земји низ светот. Да, не знам колку број имам многу албуми. Најчесто имам од бившите југословенски држави, мислам Југославија, и од бившите источни земји, Советскиот сојуз. Тие се и најбарани сега поштенски марки меѓу филателистите, држави што повеќе и не постојат. Исто и се барани моментално и од нашата држава, зборам за Република Македонија. Да, кои се најстарите марки што ги поседувате? Најстарите марки ги поседувам од Белгија, Германија, од 38, 36, 35 година. Да. Има ли мотиви кои што вас посебно ве привлекуваат, а се нели испечатени на марките и секако разновидноста на мотивите ги збогатува вашите колекции? Не можам да се одлучам за мотивот, значи се сакам да собирам, али мора да се одлучам за едно нешто, затоа што не може се да се собира, зашто марките ги има во милиони, во илјадници мотиви. Да собирам јубилеи, историски личности и така. Марките ви се убаво селектирани во колекции, во албуми, затоа е потребно многу време и љубов, но верувам дека дружбата со марките во тоа време сте практично во некој посебен свет во кој што морам да ве прашам, времето бргу минува или пак застанува кога се дружите со марките? Не, застанува, времето застанува и се ужива бескрајно ако цел ден. Значи, ако некој не ме прекине, останувам цел ден на масата со лупата, со пицетата и така. Денешното модерно време, брз начин на живење, нови модерни начини на комуникација, всушност и некако ги намалија или сврлија под наводници употребата на писмата во нашата комуникација, меѓутоа не можеме да кажеме дека ја намалија потребата од поштенските марки. Истакнавте и самите дека се уште има интерес за собирање поштенски марки, а со тоа и нивната вредност се зголемува, но какво е вашето видување? Дали има млади генерации кои што го продолжуваат оваа хоби? Има млади генерации, гледајќи на интернет страните, дека групите за филателија има доста млади луѓе
И денеска е многу полесно да се дојде до поштенските марки, затоа ги има веќе на секоја страна, може да се порача, може да се размени. Не треба многу да се мачите за да дојдете. Точно, да, некако порано, како во минатото да дојде на шалтер па да прашаш, ве молам оваа марка дали е објавена, дали може и така. Сега се е тоа на интернет, се бира, се Филателијата, поштенските марки, колекциите имаат непроценлива вредност, но морам да ве прашам, дали може би испраќате писма, честитки или примате, освен што собирате поштенски марки? Порано примав писма и честитки, така ги собирав. Сега го немам таа среќа некој да прати, мислам дека никој веќе не праќа. Сега директно одам во пошта, интернет пребарувам и така доаѓам до нив. Ви благодарам многу за гостувањето и само за крај накратко пораката до нашите гледачи во однос на филателијата. Да уживаат. Ви благодарам многу. Драги колеги, мене ми беше задоволство што го реализиравме овој убав разговор со мојот гостин. Продолжуваме понатаму, одиме и на друга локација со следното линковско вклучување после 9 часот. Само да додадам кратко пред да одјави Симона, и нас не беше сузе задоволство да слушнеме вакви убави одговори на ваква убава тема. Реално, навистина, вакви колекционери се за поздрав, бидејќи не се ја чуваат историјата само за себе, туку на овој начин не подсетуваат и нам на некои убави минати времиња и ете за значењето во случајов за тоа што го зборувавте со нашиот гостин за поштенските марки. Благодариме. Симона, ќе кажеме благодариме. Така. Ти благодарам, Сузе, и од мене.